најава за денешните настани. Кардиолошкиот центар Свети Стефан Охрид одбележа 40 годишен јубилеј. Пуштена во употреба планинската куќа во Брежани. Струга штеди струја со исклучување на јавното осветлување. Празник за љубителите на ракометот во сабота. ГРК Охрид го пречекува шампионот Вардар. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло со дневни температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната дневна температура денес во Охрид 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро со локална облачност. Утре над поголем дел од Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Ќе има и засилен ветер, но и ќе има и пад над дневните температури. Сончево време се очекува на Пиринејскиот полуостров и локално во југоисточна Европа. Надпросечно топло само во југоисточните делови од стариот континент. На Балканскиот полуостров во сабота времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и пониски температури. Во крајните северни и јужни, како и во источните делови од Балканот, ќе биде претежно сончево со локална облачност. Максималната дневна температура на Балканот од 18 до 29 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови претежно сончево време со локална облачност. Попладне ќе дојде до зголемување на облачноста која доцна попладне и навечер ќе донесе нестабилно време со услови за врнежи од дожд. Минималните од 8 до 15, максималните дневни температури утре во Македонија 19, односно 27 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност. Попладне и вечерта нестабилно со слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура 13, дневната 21 степен. Во текот на ноќта сабота кон недела и во недела во утринските часови ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и температура до 21 степен. Во понеделник свежо утро, температурата 11 степени, а во текот на денот сончево и потопло време. Максималната дневна температура 22 степени. Во вторник не очекува претежно сончево време во Охрид со локална облачност, но со пониски температури. Утринската 10, дневната само 19 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании.
Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 40 години грижа за срцата на граѓаните, развој и примена на нови диагностички и тераписки процедури во третманот на кардиоваскуларните заболувања. Охридскиот кардиолошки завод, како што го нарекуваат граѓаните, со својот развој во реномиран регионален центар за интервентна кардиологија и интензивно лекување ја промени сликата во македонското здравство. Јубилеот е мотив за нови дострели, велат од специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан и најавуваат дека воведување третман на акутен мозочен удар им е императив за престојниот период. Специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан го одбележа својот 40 годишен јубилеј. 4 децении грижа за срцата на граѓаните која започна од група ентузијасти како истурена единица на интерното одделение од Охридската болница со помош на еминентни професори од клиниката за кардиологија во Скопје, а денеска е реномиран регионален центар. На свеченоста која се одржа синоќа во Катедралната црква Света Софија, директорката на болницата Елена Ковачевска-Башуровска во својот говор хронолошки се осврна на клучните моменти на раст и развој на установата и им се заблагодари на луѓето кои допринеле во незиното издигнување. Во 2006 година беше изведена првата диагностичка коронографија и првата имплантација на стенд, а наредната година третман на акутен миокарден инфаркт со перкутана интервенција со што се втемелува интервентната кардиологија од страна на тимот предводен од доктор Никола Бакрачевски. Во 2019 година започнува интензивен развој на електростимулација со имплантација на пейсмейкер. Болницата е едукативен центар за Западен Балкан за радиофреквентна аблација на вени. Паралелно со развојот на интервентната кардиологија се развиваше и одделот на интензивно лекување на најкомплицирани кардиоваскуларни заболувања, кој по современост и процедури е еден од најдобрите во држава. Тимската работа е клучот во успехот на оваа болница. Заедничкиот интерес е здравието на пациентите, а стручноста и професионалноста се наш приоритет. Тука сакам да се заблагодарам на сите оние кои изминатите 40 години работеле и работат во интерес на развојот на оваа установа. Исто така, голема благодарност на оние кои претходно раководеле со оваа институција. Доктор Томе Буданов, доктор Тоде Клишевски, доктор Нао Зимовски, доктор Илија Крандовски, доктор Никола Бакрачевски, дипломиран економист Димче Сикуловски, доктор Изабела Автоска-Наумовска, доктор Гордана Колеска. Установата денеска располага со вкупно 30 доктори, од кои 12 субспецијалисти кардиолози, тројца интернисти во моментов на субспецијализација по кардиологија, 4 специјалисти кардиолози и по еден специјалист физијатар и специјалист по медицинска биохемија. Овој врвен и професионален кадар изведува годишно над 2000 диагностички интервентни процедури. Новата етапа на развој на установата започнува со најсовремен ангиограф, обезбеден преку Министерството за здравство и подобрени просторни услови благодарение на општествено одговорни компании. Заложбите на Министерството за здравство се фокусирани на зајакнување на опременоста на јавната здравствена установа, како што е случајот со новиот ангиограф во оваа установа. А паралелно продолжуваме со инвестициите кои значат подобра и навремена диагностика, поблиску до местото на живење на пациентите преку процесот на регионализација, со кој дополнително го растоваруваме терцијарното здравство.
Еден од основачите на болницата, доктор Виктор Топаловски, кој за прв пат ја воведе дводимензионалната екокардиографска диагностика во држава, вели дека развојот на интервентната кардиологија е еден од најважните работи што се случија во Охрид во последните децении, со што се спаси огромен број на животи. Кардиолошкиот завод, како што расте по своите стручни достигнувања, не е само охридски, не е само регионален, туку и европски центар, благодарение на тоа што Бакрачевски и неговата екипа направија таква стручна екипа со која што се носи со сите европски текови. Медицинскиот кадар не застанува, покажа и докажа дека може да се носи со големи предизвици, а јубилејот е мотив за нови дострели во развојот на нови диагностички и тераписки процедури, за што е потребна апаратура и просторни услови. Доктор Бакрачевски ексклузивно во изјава за ТВМ го најави она што ќе биде императив на болницата во престојниот период, третман на акутен мозочен удар со перкутана интервенција. Се надевам дека со влегување во новите простории во комплексот Свети Еразмо, со добивање на 2 сали и со помош на другите дисциплини кои што екзистираат во комплексот Свети Еразмо, како што е радиологија, како што е неурологија, неурохирургија, бидејќи се работи за мултидисциплинарен пристап во решавање на ова, би рекол, комплексна проблематика како што е акутниот мозочен удар, ќе имаме можност заедно како тим за мозочен удар да се справиме со оваа болест. Охридскиот кардиолошки завод, како што го нарекуваат граѓаните, ја промени сликата во македонското здравство со својот огромен импакт во диагностиката и третманот на кардиоваскуларните заболувања во еден поширок регион кој го надминува југозападниот дел на државата, допринесувајќи во борбата со болестите на кардиоваскуларниот систем, кои се водечка причина за смртност на граѓаните. Пуштена во употреба планинската куќа во селото Брежани. Реконструкцијата на некогашната училишна зграда сега е добра основа за развој на руралниот и авантуристички туризам во Дебрца. Со објектот ке стопанисува општина Дебрца, а средствата за реновирање на зградата се обезбедени од европските ИПА фондови и Министерството за локална самоуправа. Планинска куќа со 20 легла, современи бањи и кујна доби селото Брежани. За брежанци пуштањето во употреба на современиот објект е празник. Во ова планинско селце сместено во пазувите на Илинска планина во општина Дебрца на 30 на километри од Охрид се отвара нова можност за развој на туризмот. Реконструкцијата на старата училишна зграда е во рамките на проектот Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам, финансиран од Европската унија преку програмата за прекогранична соработка со Албанија. Проектот е реализиран од страна на Црвен крст Охрид во партнерство со општините Дебрца и Грамш од Република Македонија, како и алпинистичкиот клуб Патагонија Охрид. Овој објект навистина ќе представува еден клучен објект во развојот на авантуристички туризам во овој регион. Самиот регион, самото село Брежани, планината Илинска која е над ова село се навистина атрактивен и многу привлечен регион. За жал или за среќа се уште непозната, неоткриена дестинација во туризмот, тоа е она кое што најмногу се бара, така што се надеваме дека сега имаме можност веќе да како комплетен производ да се нуди овој предел, овој регион. Градоначалникот на општина Дебрца кажа дека ова подрачје со своето природно и културно наследство е дел од заштитеното подрачје на УНЕСКО, а планинските масиви Караорман, Славе планина, Мазатар, Стогово и Илинска планина со сите природни услови ја прават Дебрца погодна за развој на сите форми на туризам. Овај проект беа обезбедени и специјално возило, специјална опрема за спасување од зимски услови и секако беше извршена реконструкција на старата училишна зграда овде во село Брежани и нејзина преадаптација во планинска куќа, која со што можам да кажам дека ги воспоставуваме потребните инфраструктурни проекти и други активности за создавање на предуслови за искористување на сето она што го дава Дебрца во насока на развој на туризмот. Во однос на понатамошното користење на објектот, ние во наредниот период ќе најдеме правен модалитет како ова планинска куќа ќе биде ставена во постојана функција,
во однос на она за што е наменет. Љубителите на природата и планинскиот авантуристички туризам имаат објект каде ќе може да престојуваат. Од руинирана напуштена училишна зграда, објектот е преадаптиран во современ објект од 20 легла, неколку бањи и кујна, кажа Сашо Точков, председателот на општинската организација на Црвен крст. Голем предизвик ни беше изградбата на овој дом, затоа што знаеме какво беше старото школо, во каква состојба и како сега изгледа овој планинарски дом. Му посакуваме да со здравје и љубов да го користат овој дом на соселаните, односно на жителите на општина Дебарца, на селото Брежани и на сите оние кои што сакаат и имаат желба да ја посетат оваа прекрасна природа. Очекувањата се дека овој дел ќе биде поттик за понатамошни заложби за инвестиции во авантуристичкиот туризам. Финансиите се обезбедија, 80% од Европската Унија од проектот за прекогранична соработка со Македонија и Албанија и 20% од Министерството за локална самоуправа. Струга штеди електрична енергија. Градот е во мрак. Во поголемиот дел од општината од 22 часот се гасат уличните светла. Граѓаните се револтирани, велат не можат да се движат ноќе, а плаќаат ставка за улично осветлување. Струга во мрак. Изгасени уличните светла во поголемиот дел од градот и селата. Исклучувањето на јавното осветлување како дел од кампањата за заштеда на електрична енергија е во периодот од 22 часот до 5 часот наутро. Во центарот на градот светилките се редуцирани, но надвор потполно исклучени. Граѓаните се револтирани, велат плаќаат ставка во сметките за улично осветлување, а градот е во мрак. Улично осветлување треба да имат, пошто ми ја плаќаме. Ако немат, не треба да плаќаме ни такси, пошто сега луѓето од на работа се плашат, имат скитни кучиња многу. Не може да ош денес луѓето се плашат и да пешачат, значи и туристиве, не е фер, значи немој се че ако што е криза, ама немој ми е да се темнит градот скроз. Значи. Тука имам ја една куќа, значи 3 сата имам и за свите 3 плаќам улично. Не е добро да се исклучат. Улични треба да има, народот оди по ваму таму на посета, улична треба и улична. Стружени стравуваат и од високите сметки за струја. Велат се чудат да штедат колку што можат повеќе. Сега се уплашени сме сите. Значи не работиме на струја, сега повеќе на ова на газ. На газ повеќе. На плин. На плин повеќе и наними печиме, вариме повеќе и дрвата ги шпараме, дури не знаеме каква ќе би зимата. Согласно владините препораки и мерки, со редуцирање на уличните светилки во градот и населените места, општина Струга се вклучи во кампањата за заштеда на електрична енергија. Ваквите чекори се преземаат поради поскапувањето на електричната енергија и повисоките сметки за 3 до 4 пати, сума што не е предвидена во буџетот на општината за 2022 година. На 208 мерни единици низ градот и селата ќе бидат поставени уреди што ќе ја контролираат и мерат потрошувачката на електрична енергија, со што ќе се елиминира злоупотребата, а истовремено ќе се заштеди, информираат од општина Струга. Празник за ракометот во сабота во Охрид. На терен на градскиот ракометен клуб гостува актуелниот шампион на Македонија Вардар. Ги очекуваме љубителите на ракометот и фановите на Охридскиот клуб, кои ќе имаат што да гледаат, најавуваат од ГРК Охрид. Тренерскиот дел од градскиот ракометен клуб Охрид нестрпливо го очекува дуелот со шампионот Вардар. Подготвени се да покажат дека напорното тренирање, видеоанализите и како што велат спиењето во сала ќе даде плод и ќе прикажат модерен ракомец со жестоко темпо и фанатична игра во одбрана со дадени 200% од можностите. Тие ќе дадат се од себе, а го очекуваат истото и од верната охридска публика. Ова година од никого не се плашиме и одиме да играме еден одличен надпревар. Може да изгубиме и 10 разлика, а може да победиме. Даваме се од себе на тренинги и на надпревари, така ќе биде, ве уверувам и утре. И охридјани има што да видат кога ќе дојдат на надпревар. Битолчани ни покажаа пред 2 недели за купот како се навива за својот клуб. Ние треба да сме срекни во Охрид што имаме ваков клуб. Барам поддршка од нашата охридска публика која знае ракометот.
знае да направи атмосфера и подобро од шкембари, и подобро од комити. По досегашните 4 кола, Андоновски е задоволен од тоа што го покажуваат играчите на терен. Клубот од никој противник не е надигран. Во гостинските порази играле рамноправно, а во една од 10 најсилни лиги во Европа имаат најдобра одбрана. Среќење што и во нивните очи гледа жар за победа. Тренерот на гладиаторите се осврна и на загубата на младите охридски ракометари кои го напуштија клубот, а за нивна замена потребно е време. Лигата е таква што не е дозволен кикс за плејофот да стане реалност. Младите ракометари ќе мораат да се докажуваат преку младинските лиги под палката на тренерот Бабачев. Мислам дека оваа година најмалите ќе соберат искуство, исто и поголемите. Се надевам дека ќе се остварат добри резултати и дека во иднина ќе ги добиеме со тоа искуство, ќе добиеме како играчи во првиот тим, за кој што и целта и нивното вложување, затоа што да не ги заборавиме условите кои што ги дава овој клуб. Тоа се нашите младински категории, не се наплаќа чинарина, не се наплаќа опрема, не се наплаќа термини, превоз. Се е тоа ставено во функција на нашите млади играчи на нивниот развиток. Надпреварот ГРК Охрид, ракометен клуб Вардар е закажан за утре во 19 часот и 30 минути, а влезот во спортската сала Билјанин извори е 50 денари. Црвен крст Охрид најавува низа активности кои ќе се одржат на градскиот плоштад Свети Климент Охридски во недела 2 октомври. Во 12 часот ќе биде одбележан 12-тиот роден ден на првиот центар за развивање на животни вештини на Балканот Brain o Brain. Во 13 часот е одбележување на меѓународниот ден на стари лица под мотото Отпорност на старите лица во свет кој се менува. Групата за поддршка на стари лица при Црвен крст Охрид ќе ги промовира своите активности и ќе биде дел од Јога Смеа активноста. Својот 26-ти роден ден ќе го одбележи клубот на млади лица на Црвен крст Охрид со започнување на кампањата по повод неделата на млади под мотото Биди причина за нечија насмевка. Просторот ќе биде организиран со 10 катчиња како црвена зона за млади каде ќе се промовираат клучните аспекти на младинското делување, многу забава, дружење и незаборавни моменти кои се пропратни во работењето, велат организаторите. Во 14 часот кампања за ширење на знаењата и вештините за укажување на прва помош. Волонтери на Црвен крст Охрид, стручни лица, едукатори, демонстратори по прва помош, парамедици ќе реализираат презентација на вештини и техники за укажување прва помош, промоција на опрема за укажување на прва помош, ќе делат едукативен материјал и совети за прва помош и само помош при најразлични ситуации и несреќи. Посетителите на градскиот плоштад ќе имаат можност да ја запознаат линијата за здрав живот на охридскиот тим на Орифлем, да дегустираат од производите од Вилнес програмата и да ја одредат својата телесна тежина и комплетната здравствена состојба на својот организам со мерење на танита вага. Настанот ќе биде поддржан со присуство на градоначалникот на Охрид и генералниот секретар на Црвен крст на Македонија. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Рускиот председател Владимир Путин синоќа ги потпиша указите за признавање на регионите Херсон и Запорожје како независни територии. Во согласно со општо прифатените принципи и норми на меѓународното право, признавајќи го и потврдувајќи го принципот на еднаквост и самоопределување на народите, содржани во повелбата на Обединетите нации, земајќи ја предвид волјата на народите на регионот Херсон во референдумот одржан на 27 септември 2022 година, одлучувам да се признае суверенитетот и независноста на областа Херсон, се наведува во документот што Путин го потпиша. Вториот декрет со истата содржина зборува за признавање на суверенитетот и независноста на регионот Запорожје. Американскиот председател Жозеф Бајден изјави денеска дека Америка никогаш нема да ги признае руските обиди да заземе делови од украинската територија, во време кога Русија се подготвува да анектира делови од Украина. 19 лица се мртви по самоубиствен бомбашки напад на едукативен центар во главниот град на Авганистан, Кабул, пренесе BBC. Според локалната полиција, од експлозијата која се случила во западниот дел на градот, има десетици повредени луѓе. Од едукативниот центар Кач соопштија дека за време на нападот ученици биле на пробен универзитетски испит.
Најголем дел од жителите на Дешат е Барчи, каде се случил нападот, се од малцинска етничка група хазарејци, кои во минатото биле мета на слични напади од страна на талибанците, како и од представниците на организацијата Исламска држава. За сега никој нема преземена одговорност за експлозијата. Центарот Хадж е приватен коледж во кој учат и машки и женски ученици. Најголем дел од женските училишта во Авганистан се затворени по враќање на талибанците на власт во август минатата година, но некои од приватните училишта и понатаму примаат жени за школување. Руската служба за надворешно разузнавање има информации кои укажуваат на вмешаност на Западот во терористички напад на гасоводите Северен тек 1 и 2, изјави денеска директорот на таа служба Сергеј Ниришкин. Западот прави се за да ги скрие вистинските извршители и организатори на нападот на Северен поток, изјави директорот на Руската служба за надворешно разузнавање. Американскиот секретар за одбрана Лојд Остин најави дека се уште е рано да се шпекулира кој би можел да биде одговорен за инцидентите на гасоводот Северен тек. Рускиот претседател Владимир Путин вчера изјави дека невидената саботажа на гасоводот Северен тек е чин на меѓународен тероризам, се вели во соопштението на Кремљ. Европската унија истражува големи истекувања во гасоводите Северен тек 1 и 2 под Балтичкото море и соопшти дека се сомнева дека има саботажа. Ураганот Иан повторно се засили и денеска се приближува до брегот на Американската сојузна држава Јужна Каролина, каде е прогласена вонредна состојба откако предизвика смртоносни поплави на Флорида, соопшти Националниот центар за урагани. Иан е една од најмокрите бури кои некогаш го погодило американското копно, ги поплави заедниците по должина на брегот на заливот и остави милиони без струја пред да се ослабе пред да продолжи пред Атлантскиот океан, каде што ја поврати силата пред очекуваниот напад во Јужна Каролина во текот на денешниот ден. Се очекува Иан да падне на копното околу 14 часот по локално време денес, северно од Чарлстон, а издадено е предупредување за ураганот за крајбрежната област околу 370 км од границата Јужна Каролина, Грузија на север до Кейп Феар, Северна Каролина. Се очекува Иан да донесе потенцијално опасни по живот бури и можни торнада во регионот денес, соопшти Националната метеоролошка служба. Ураганот Иан ја погоди Флорида во средата попладне како ураган од 4-та категорија со максимални престојни ветрови од 150 мили на час. Не е познат бројот на загинати на Флорида откако ураганот помина низ оваа американска држава, бидејќи не се потврдени и сумирани извештаите за жртви. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.